Можеме да почнеме. Да. Може да ми кажува за тоа. Значи. Почнеме? Përshëndetje, unë jam Elida Zylvari, kryeredaktore e Portalbit. Здраво, јас сум Слободанка Јовановска, уредник во Независен. Здраво, јас сум Петрица Рачини од Институтот за медиуми и аналитика ИМА. И денеска ќе ви кажам Зошто некои работи поврзани со војната во Украина Се или не се така? Украина вршеше злосторства против руското население во земјата, затоа Русија мораше да интервенира, а и всушност Украина и Русија се една нација. Не е така. Украина и Русија се различни земји. Народите кои што живеат во Украина и во Русија се различни народи, зборуваат на различни јазици, користат различни азбуки. Тие два јазика се блиски или сродни, но не можеме да кажеме дека се зборува за една нација, еден народ, еден јазик, една азбука. Пред интервенцијата на Русија во Украина, во Киев на власт беше проруски претседател Виктор Јануковиќ. Напротив, повеќе извештаи на кредибилни организации, почнувајќи од Обединетите нации, Amnesty International, други организации за човековите права, го тврдат спротивното, дека токму Русија е онаа која што врши злосторства и напади врз цивилно население и врз цивилни објекти во Украина. И на крајот на кришата Киев постоел пред да постои Москва. Украina është e drejtuar nga nacistët dhe fashistët dhe meriton luftën. Kjo nuk është ashtu. Ukraina nuk drejtohet nga nacistët dhe as fashistët dhe as që ka dëshmi që e njëjta ndodh. Kjo propagandë u krijua që nga fillimi i vitit të kaluar, pra para pushtimit të Ukrainës, me qëllim që të justifikohet agresioni rus. Dolen të dhëna të cilat janë të pabazuara dhe të pa fakte se Zelenski mban kryqin nazist, atë svastikën naziste, mirë po u dëshmua nga verifikuesit e fakteve se kjo nuk është e vërtet, se fotografia është manipuluar. Украина е водена од Володомир Зеленски, евреин по потекло, од руското говорно подрачје, демократски избран претседател, кој е представник на партијата Слуга на народот. И за него има повеќе медиуми објавија дека има еврејско потекло. Абсурдно е да тврдите дека човек чии што предци биле жртви на нацистичкиот терор во Втората светска војна, дека таков човек е нацист или фашист или дека представува една државна структура која што е нацистичка или фашистичка. Ваквите дезинформации се заснуваат на тврдењата дека во Украина се влијателни екстремистички, нацистички и фашистички партии, меѓутоа сите информации досега покажува дека тие никогаш во историјата не го поминале прагот од 5% и само еднаш се случи екстремистичка партија да влезе во државната рада. Со руската агресија врз Украина, коронавирусот го снема. Апсолутно и ова тврдење е неточно, не е така. Ова исто така не е точно. Јас ја посетив Украина една недела пред да почне војната и морав да направам неколку тестови, бидејќи се уште имаше епидемија во земјата. Интервенцијата во Украина се совпадна практично со крајот на вакцинацијата против коронавирусот, така што исчезнувањето на некој начин од јавниот дискурс на коронавирусот се должи на вакцинацијата, а не на војната меѓу Русија и Украина. Се уште постои коронавирусот во светот, има нови соеви, има бројки, има извештаи кои што доаѓаат од повеќе земји, секако дека пандемијата е спласната, не е како на почетокот. Можеби вниманието на медиумите и на јавностите секаде во светот беше повеќе свртено кон тоа што се случуваше во Украина и руската агресија врз оваа земја, но тоа не значи дека коронавирусот го снема. Украина сака да предизвика Трета светска војна. Ова е навистина не е така, бидејќи војната не ја почна Украина, туку ја почна Русија. Украина не напаѓа соседни држави, напаѓа Русија, се брани, а не води војна.
Напротив, тие кои што се закануваат со употреба на масовно оружје за уништување и со вовлекување на светот во некаков глобален конфликт, се токму високи представници на Русија или нивни пропагандисти, како што се Соловјов или уредничката на Арти Симонјан, кои што постојано зборуваат дека доколку Русија продолжи да биде напаѓана од Западот, тоа може да значи некаков светски конфликт или така наречена Трета светска војна. Русија миратој лиѓе të cenzurës për kontroll më të madh të medjave të vendit. Po, kjo është ashtu. Mediat në Rusi janë të kufizuara dhe të cenzuruara. Kremlini kontrollon narrativën e luftës në Ukrainë, veçanërisht në televizion, i cili që nga 24 shkurti ka lavdruar pushtimin rus të vendit fqin dhe ka cilësuar si një mision çlirimtar. Mediat nuk raportojnë për krimet e kryera nga ushtria ruse në Ukrainë, bile thuhet se ukrainasit po bombardojnë qytetet e tyre, ndërsa trupat ruse paraqiten si çlirimtar. Kur filloi lufta, mbikëqyrësi i medias ruse, Roskomnadzor, urdhëroi mediat të fshinin raportet për agresionin ushtarak të Rusisë në këtë vend fqin, që përdoren fjalët sulm, pushtim apo shpallje lufte. Со почетокот на инвазијата на Русија врз Украина беше воведен терминот специјална војна операција. Практично со измена на законите, секое спротивставување на официјалното толкување на војната и секој протест или пак проблематизирање на фактите се казнува со затвор до 15 години. Сите странски медиуми ја напуштија земјата, независните медиуми ги затворија редакциите, многу од нив беа затворени од власта и има случаи луѓе да завршат во затвор заради одавање почит на жртвите од украинската војна. Gjithashtu, Roskomnadzor pas një jave, pas pushtimit të Ukrainës, me kërkesë të prokurorisë ruse, kufizoi qasjen në disa faqe të internetit të mediave botërore, Deutsche Welle, Zëri Amerikës e kështu me radhë. Не станува збор за инвазија, туку за специјална воена операција во Украина. Не е точно, значи Обединетите нации донесоа резолуција која што ја поддржаа 141 земја од светот и каде што се осудува воената агресија на Русија врз Украина. Dhe fjala e cila përdoret për propagandë brendshme ruse në Rusi është operacion special, e cila synon t'i bind vetë rusët që të arsyetojnë luftën në Ukrainë, si dhe të arsyetojnë dërgimin e forcave ruse në këtë vend fqin. Од повеќе формални меѓународни организации, почнувајќи од Обединетите нации, Европската унија, ОПСЕ, НАТО, повеќе држави во светот не зборуваат за никаква специјална воена операција, туку за воена агресија на Руската Федерација врз Украина. Војната се води во Украина. Русија ја нападна Украина, таа е таа која што изврши воена агресија и тука не станува збор за никаква специјална воена операција, туку за класична војна, односно за инвазија на една земја врз друга. Është fakt që nuk bëhet fjalë për operacion special sepse vetë prania e ushtrisë së madhe ushtarake me autoblinda, me aeroplan, me gjithçka që ka në dispozicion Rusia, bie në ndesh me atë operacionin special ushtarak, i cili me gjas do të ishte ndoshta diçka minimale me disa forca shumë të vogla speciale të dërguara për ndonjë qëllim, i cili nuk është në këtë fjalë, për të cilin nuk bëhet tani fjalë. Украинскиот председател Володимир Зеленски избегал од Киев. Оваа дезинформација ја видовме повеќе пати од почетокот на воената агресија на Русија врз Украина. Filluan mediat ruse, dezinformatë e cila u përhap edhe në vendet tona, edhe në Maqedoni, të shkruajnë se Zelenski është aratisur në Londër. Ai e demantoi këtë duke dalë me një video, duke unqizuar me gjithë kabinetin e tij, duke thënë se unë nuk jam tradhtar dhe nuk e lëshoj Ukrainën derisa të ketë luftë këtu dhe do të luftojmë së bashku. E njëjta dezinformatë është botuar disa herë përsëritur nëpër mediat
që e synojnë ta shpërndajnë propagandë ruse, por ne mediat botërore kanë kryer intervista nga Kijevi së bashku me Zelenskin, i cili tërkohës qëndron aty, si dhe poston video gjatë tërë kohës nga Kijevi ku duket se gjendet në atë vend. Masakrot na civilите во Буча е isceniran, не е така, ова е дрска дезинформација. За масакрот во Буча и во неколку други градови како Изум и Керсон во Украина има видеа, фотографии, има сведоштва и има тела расфрлани по улици, кои што ако одете на Google и се вратите временски, можете да ги видите на сателитските снимки. Джордж Сорос и Зеленски се татко и син. Апсолутно неточно. Зеленски во една прилика, во едно интервју, самиот го демантираше и рече дека никогаш во живот немал средба со Сорос. Ова е дел од редовната руска пропагандна реторика за десоризација која се користи и во Русија и надвор од Русија. Тогаш, ако се Джордж Сорос и Зеленски дел од, како да речеме, таа теорија на конспирација дека тоа е некаква завера на евреите против светот и така натаму, тогаш тоа се коси со другото апсурдно тврдење дека Зеленски е нацист и дека служи на некаква цел на која што е нацистичка или фашистичка. Апсолутно се апсурдни овие тврдења и нема никаква фактичка подкрепа изнесена од било кој кредибилен извор дека Джордж Сорос и Зеленски се татко и син или дека се во било каква роднинска врска.